Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добродојдовте во Гласот на народот. Почитувани, станува се поинтересно, се повесело, се по-трагикомично или циркус максимус. Да, тоа е диагнозата. Имајќи факт дека се изнаслушав од ваши предлози, ваши видувања за она што е во Македонија интересно. Интересно е дека во Македонија владее неред, беззаконие, пажибузлук, имајќи факт дека 32 милиарди, запирка 32,5 милиарди буџетски средства се потрошени во овие изминати 7 години. Тоа е една оценка што ја даде и професорот господин Томе Неновски, професор доктор Томе Неновски, поранешниот заменик гувернер. 32 милиарди, запирка 5 милиарди евра, тоа се пари, маса на пари. Што има изградено? Ова власт на заминување или исчезнување, народна забелешка, и една капитална инвестиција. Некојаш се вистина од дали нервоза или не на нервози, тука е реално. Пред да се случи 2014 во која Македонија беше на 10 топ дестинации како предлог за посета на држави и градови, сепак тоа го прави атрактивноста и на градот и на градбите. Друга ситуација, нашиот плоштад наликуваше на тој кинескиот Тијанмен, како беше, нели? Равна површина, уште парадите да ги видиме, дали Москва, дали Северна Кореја и така натаму, и куќиња како шетаат. Немаше ни едно јавно ВЦ, па слушам, дури ни се, со овие 32 милиарди не се изградени како инвестиции јавни вециња. Да, имаше таква анегдота, можда и вистина, туристи доаѓаат, наводно, маката, знам дека некој ќе го потреби ова во нивните комедијански скечеви, но навистина вели, знаете што, тоа е вика срамота, видите во шумата, снајдете се. Ова не случајно звучи навистина банално, и банални се сите овие 7 години и трагикомични, девастирачки, а од друга страна се љутаат ако медиумите и новинарите ги критикуваат. И тоа беше и најава за мојата денешна тема, заканите и навредите на политичарите, кон новинарите и медиумите. Па каде го има, бре, овај луѓе, бре? Каде го има, јас се прашувам, 44 години су во мас медиуми. Овој политички амбиент од 33 години бев инсайдер, речам, внатре инволвиран. Од парламентарни избори, председателски избори, локални избори, што не помина низ мојата емисија, низ моите разговори, интервјуа, не вида оваква недоделка на политичка неструктура, како да наречам. Се собираат подписи, да, и тоа е убаво, интересно се види кој колку вреди, не да се удират у гради. Или биде идејно е важно, не е важно да се победи, важно да се учествува. Да, меѓутоа, секој треба да има разум, рациото да му работи и да знае што значи да се биде дел на политичкиот амбиент. Од таа причина што јас сметам дека ние мораме и натаму да бидеме будни, од причина што ова се историски избори за Македонија. И секогаш ќе ве потсетам дека се историски и повеќе нема други изглед. Од која причина? Ова се избори во почитување во кои вие, како македонци, државотворен народ, и покрај тој фейк, повторно фейк или криминоген народна констатација, цензус или, како да речам, попис, во кој се дерогира фактичката ситуација на бројот на македонското население, на бројот на другото население, кој не е албанско население, и другите србите, да не ги бројам поред како доаѓаат турците, властите, ромите,
и се поред. Се една цел да бидат албанците поголема бројка. Дадов една изјава пред известно време. Не ја преносив изјавата на госпоѓата Дорис Пак, ја пишува во Фокус. Дорис Пак во тоа интервју ми издаде една информација која рече: господин Томич, албанците се околу 13%. Ова е изјавата на Дорис Пак дадена 2003 година, кога заминав во Брисел. И таму се сретнав со Колин Пауел, со Солана. Тоа беше и последната средба на починатиот Борис Трајковски. Јас изразвам сочувство на семејството и одбележевме сите 20 годишнината на ова големо погибе, голема загуба. Но нека биде еден вредносен код за најните председатели да ги следат чекорите на починатиот Борис Трајковски, кој наистина ми беше добар и близок пријател. И не ми е воопшто жал што наистина дадов несебичен приденес за и околу изборите за да биде председател на Македонија. По делата се препознаваме и по зледелата ќе не препознаат. И од тука доаѓа тоа на која страница на историјата ќе не напишат, ќе не заведат, ќе регистрират хроничарите, историчарите, дали на првите страници или на депонијата. За жал, овие политиканти кои сега се дрзнуваат да велат дека се европски профилирани, дека се европски дефинирани дека се тие за Европа, други се за Русија. Еве, тука би завршил со оглед дека го чека мојот колега Горан Момировски, што тука пристигна во студиото. И јас ќе барам еден джингл, тој е поголемиот, и верне се враќаме во студиото. Останете со нас. Кога се разбудив, моите деца беа веќе далеку. Не тагувај, тоа е за подобра иднина. Ми рекоа, продолжи да спиеш и не се грижи. Пак заспав. Кога се разбудив, немав веќе достоинство. Сите со презир ме гледаа, а Македонија гореше. Ништо не беше како што сонував додека спиев. Се исчезна од мојот живот. Останав со отворени очи. Ми идеше да врескам. Сон веќе не ме фати. Никој повеќе ништо не ми рече. А јас си ја загубив татковината по втор пат. Ништо повеќе не можев да вратам,
Оти битките мои ги преспав. Се завртев околу себе. Сите спија. Да, драги мои, тоа будење нека ви биде секогаш едно активирање на алармот дека е време да се трезниме, дека ова се историски реков избори, ќе не биде или нема да не биде. Добро вечер и добро дојде, Горане. Ти благодарам многу што прифати да бидеш. Поздрав до сите гледачи. Темата како што ја најефе заканите и навредите на политичарите кон новинарите и медиумите. И бев провоциран на секој случај од изјавата на поранешниот премиер или председател на СДСМ Ковачевски, кој даде една невкусна изјава. Ја ќе се послужам, ќе замолам како ТВ избор. Таа е вкусна изјава, само да се подсетим. Режи, одиме со изјавата. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се ситал, Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радио телевизија. Како први, така втори. Одиме со Ковачевски. Джабе фатиле страна. Пак ке квицкаат по некои подруми кога ќе ги стегнат како Андреј Петров кога ги вадеше од А1 телевизија, тие кои сега пак се ставија во служба на тие кои што ги напикаа во подруми во 2010-11 година. Ковачевски не запре тука. Во излагањето, кое беше директен напад врз слободата на говорот, тој ги навреди со обвинување дека сега пред избори им паднала цената, па затоа некој ги купил. Него ни интересира што ќе кажело Сдруженијето на новинари. Тоа ви е кога медиумите ќе се стават во функција на една политичка партија. И после ќе се освестат и касно е. И кај ќе трчаат? Во СДСМ. Зашто? За да им ја врати демократијата. А они самите се продале. Они уште сега се продаваат. Пошто вика биткоин се купува кој е најефтин. И затоа сега таму се трнати. И ова морав да го кажам. Па утре нека се љутат, ќе пушти ЗНМ, ќе му се јават. Да се извиниме, ќе се извиниме. Ова не е прв пат Ковачевски директно да удри врз медиумите, да ги квалификува и навредува. Само затоа што тие не ја пренесуваат розевата слика што тој и неговата партија ја имаат за катастрофалната состојба во државата. Не, јас нема да коментирам. Господин Момировски, што би додал? Па, добро, ова е политички фолклор што го гледаме последниве, не само овие 7 години, последниве 20 на години. И тој фолклор нема да заврши, но јас ова не го доживувам како притисок и напад врз новинарите. Го доживувам како израз на нервоза, страф и паника во редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Настрана од нелогичните синтакси, употреба на зборови кои што не постои во македонскиот јазик, употребува тамо Ковачевски во неговата изјава, некој термин кој што не постои го барав во лексиконот да видам, не постои. Тој се работи за една општа паника во СДСМ, која што се обидуваат да ја прикријат со некакви радикални изјави, радикални чекори кои што не поминуваат, завршена е приказната. И затоа велам не го доживувам како напад и врз Алфа, каде што работам, ниту врз другите медиуми, заради тоа што медиумите многу јасно знаат со што се соочувале во последниве години. Јас сум човек што има 7 критични пријави со запретена казна, сега веќе мислам дека само уште 2 се активни, од 55 години. Една изјава не е пострашна и поголем притисок од 7 критични пријави, од државни институции, внимавајте. Така што за мене ова е една шега и признание на Ковачевски дека не знае што зборува во крајна линија. Тоа што тој го зборува во изјавата е нешто што објективно не постои и нешто што само нему му нанесе штета. Да се умни барем малку во СДСМ ќе му забрана да дава било какви изјави, особено кога се работи за медиумите. Тие спин доктори за што им служат? Па искам да видам ако тие имаат некој спин доктор, малку образован и малку да ги познава работите, ќе му стават фластер на устата на Ковачевски дека не сме да проговори воопшто за медиумите. Може да му напишат говор за економија, за некакви други теми, за меѓународна политика, може за медиумите, не сме воопшто да отвори уста заради тоа што неговата партија, Социјалдемократскиот сојуз, излегуваше на пресконференции. Поранешната колешка наша Богданка Кузевска излегуваше на пресконференции со најава на
активности на државни органи, на службата, управата за јавни приходи, агенцијата за перење пари, агенцијата за неколку други агенции кои што се инволвирани во проверка на меѓународни внатрешни плаќања и така натаму, најавува дека ќе влезат во телевизија Алфа. Ова зборувам пред 6 години. Ние тогаш не се уплашивме, а сега па ич. И затоа велам, само контрапродуктивност си прави штета и за себе и за својата партија, а кај граѓаните нема никаков ефект заради тоа што веќе никој не се плаши да бидеме искрени тоа што го зборува Ковачевски. Дали би политичари кои себе се представуваат како политичари, јас смилувам да ги наричам политиканти од причина што не видов политика во нивното работење. Само политиканство, интриганство и се тоа барат новинари или колеги кои треба да им климаат со главата. Јас да бидам искрен, пред неколку емисии, 2-3 емисии имав вице-премиер на СДСМ, господин Битичи, кој беше навистина не речем бомбардиран, ја му ги постави прашањата како што се критични и се тоа со еден најпрофесионален начин ми ги прифати прашањата и одговараше. Што не е пример за Ковачевски, јас знам дека наш колега од Канал 5 или кој да беше во ситуација да мора да молчи. А таквон беше од Ковачевски. На што тоа се должи? Од таа ситуација само под прашање за Витичи, ако ми дозволите вие, јас му постави прашање за и околу вашето истражувачко новинарство, дека беше фатен во некоја коруптивна афера со жените нивни на првиот човек на разузување. На Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиу, да. 650.000 630.000 евра кои што беа земени во еден концерн каде што беа и невладините организации на овие двајца високи функционери во владата на СДСМ и ДУИ. Сега не сакам да правам јас да давам лична оценка за тоа кој каков политичар е, дали воопшто некој политичар, како Ковачевски од тоа што го гледаме, тој воопшто не е политичар, според мене ако ме прашате. Тој е на привремена работа во владата, каде што треба да потпише одредени договори, каде што очигледно дека се работи за провизии и потоа ќе се замене и во СДСМ веќе е јасно дека тој нема никаква иднина ниту во неговата политичка партија. А за Битичи проблематично е што Битичи е човек кој што не даде одговор на голем дел од тие прашања, тој негираше со помош на некакви флоскули околу инволвираноста на неговата сопруга, наводно таа не била во моментот кога биле дадени парите на челната позиција, само 2 дена претходно се тргнала од таа позиција, нели, според истражувањето што го правев. Со тоа што Битичи бил на седницата на владата кога се носела таа одлука, што е крајно спорно, и на крај на краишта Битичи подоцна злоупотреби владени средства, што е казнено со членот 353 од кривичниот законник, тој ставот 3 од 353 членот, злоупотреба на службени овластувања, должности, капацитети, ресурси на државата, каде што тој во тужбата за мене, бараше да се извинам, јас не се извинив, се разбира, злоупотреби државни средства. Државно возило од владата, дојде таму 20 луѓе во возилото, на меморандум на владата праќаше писма, барање за извинување за нешто што е лична негова работа, не е институционална работа. И направи кривично дело, кој што не застарува и веројатно еден ден тоа ќе се имплементира кога ќе се создадат услови за тоа. Така што и за Битичи, настрана да зборуваме за неговите капацитети како вице-премиер за економија, тука ми се чини дека и самиот е свесен дека не ја познава проблематиката, никогаш не работел економија. Со еден збор и Ковачевски, и Битичи, и другите луѓе тама, ако сакат и Маричич да го земеме, се луѓе кои што не покажаа дека разбираат ниту политика корисна за граѓаните, ниту меѓународна политика, ниту европска политика, ниту пак политика која што Македонија можеше да направи постабилна држава. Зборот не казнива со Македонија закон. Овие 33 години колку доаѓа. Тоа е проблем кој што постои од секогаш, мораме да бидеме тука искрени, и јас затоа пред неколку дена имаше една сесија на фондацијата Конрад Аденауер, каде што беа представници на ВМРО ДПМН, и го споменав овој проблем како многу сериозен проблем и досега, но и од сега. Ние мораме да бараме одговорност однапред од политичките субјекти што владеат со Македонија. Јасно е веќе дека идната влада ќе направи ВМРО ДПМН и таму апелирав на релативно, да речеме, затворен форум, но нели со сериозни представници на ВМРО ДПМН дека неказнивоста мора да се смени од корен. Го споменав тука примерот со членот на обезбедувањето на Мицкоски, кој што веднаш беше санкциониран
во смисла на Суспендирано суспендирано од работа во МВР, но и поднесена Кривична кривична пријава за пријава. одговор. Тоа е единствениот начин да ние направиме култура на наказнување на тие што го кршат законот. Инаку се друго е катастрофа за Македонија. За мене единствен начин Македонија да опстане, значи во било какви околности, етнички, социјални, верски, економски така натаму, е Македонија да биде правна држава. Ако не е правна држава, тогаш сите оние темни сили кои што се тука меѓу нас и околу нас, тие ќе имаат сериозен простор да ја растурат Македонија. Томе Неновски беше соговорник минатата на емисија и стана збор за пераниците на пари, украдените пари од Македонија. И меѓу другото, еве збораме за 7 години изминати, беше спомнато дека ова власт, ја што велам на исчезнување, не сум на заминување, потрошиле или изневерила 32,5 милиарди евра буџетски средства, не инвестирајќи во никакви капитални проекти, инвестиции. Слободно можеме да го скокнеме во прашање. Ние со професор Даскаловски, со Ивица Босиски амбасадор во неколку наврати јавно дебатираме, се обидуваме да најдеме сите заедно и колегата Драган Милосавиќ од Заспи, ако можеш нели на Алфа, малку реклама си направам бесплатно. Како го? Се обидуваме да најдеме 5 инфраструктурни проекти на оваа влада. Значи, кај ВМРО ДПМН од претходниот мандат нели е лесна ситуацијата. Можете патишта, имате стадион, Борис Трајковски, значи се гледа. Се гледаат тие. Кај СДСМ вие немате еден инфраструктурен проект, вие немате 1 километар автопат проектиран и изграден. Сега зборувам како со сумчина рководството на ВМРО ДПМН, не новинар сум, и тоа факт е дека 32 милиарди евра, еве може би се помалку според моите проценки 25-6 милиарди евра. Добро, имате и заеми земани, дуплиране надворешниот долг на Македонија. За жал, на овие прашања СДСМ нема да може да даде одговор. Не само јас и ви овде. Тие нема да може да дадат одговор. Се фалат со 1500 километри патишта, ние не сме видели ниту 1 километар автопат. Да, има проекти завршени од ВМРО ДПМН, има проекти кои што се почнати, но ниеден не е завршен. Во 7 години, ако вие не завршите 2 километри, лучка кај Блаце, например. 28 милиони евра, 14 милиони евра по километар. Извинете, ама затоа велам овде може да зборуваме еден час. Но со кои пароли ќе одат на изборите? Веќе почна изборите во еден збор, да речеме, со собирање на потписи. И јас бев малце иритиран, викам зошто ги трошат, луѓето го трошат, ги трошат гласовите, потписите. Но велам дали е работата подобро се учествуваат колку се победи. Од друга ситуација викам ова е добар лакмус да се видат тие политички субјекти кои сакаат да преферираат на политичко небо, да речам, колку вредат и колку се прифатливи кај електоратот. Видовме дека 4-5 души се одвај 800 потписа пати. Да, добро, тоа е проблем на индивидуалците кои немаат зад себе сериозна партиска структура. Коруптивна природа, си мисли на Османи, што според представниците на опозицијата велат дека имаат регистрирано преку снимки, преку вистински информации дека се плачало средства за подписи за поддршка на Бујар Османи, кој рече дека исплива прв. Па да бидеме тука реални, ДУИ е сепак сериозна клиентелистичка партија која што навикна до тоа. Има вработено десетици илјади луѓе во јавната администрација. И тие луѓе се разбира сега чувствуваат долг и обврска. И одат. Мисля чини дека ДУИ нема потреба да ги плаќа конкретно и уште една работа да кажеме, ДУИ има право согласно законот на надлежни нотарски служби да дава подписи. Така што тука за таа работа не би коментирал, мислам дека тоа треба да се истражи соодветно. Ова што видите вие, зошто се обидуваат да трошат ресурси, пари за да влезат во трката луѓето? За мене и за вас Слободан е многу едноставно. Немаме направено криминал, немаме направено никаква проневера, немаме прекршено закони, за нас тоа е што го има Македонија и се бориме на свој начин за неа. Кај тие луѓе што сега се во власта, имате сериозна опасност да завршат во затвор. И не само сериозна опасност,
сериозни индици, докази дека тие направиле криминал. И тоа што го слушам од раководството на ВМРО ДПМН и мислам дека и Мицкоски вчера го кажа јавно дека десетици луѓе од власта ќе мора да одговараат. Значи за нив има подготвено предмети од тоа што јас го разбирам, кои што ќе бидат процесирани. Тие луѓе единствен начин да се спасат е да бидат дел од собранието или од некакви највисоки партиски структури, но пред се да имаат имунитет. Знаете, во собранието пратеник До 5 години. До 5 години. Сега знаете како, тој член што го спомена преска од Кривичниот закон е 353, избришане Го избриша и став го 5, смене на брзинка. останаа тие што се од 3 до 5 години. Значи голем дел од тие кривични дела до 5 години Ќе заминат некои ситна ќе бидат покриени. покриени. Така? А меѓутоа за пратенички големи- мандат. Да, да. А тие што те имаат казнена одредба затвор повеќе од 5 години. Има такви случаи. Има дефинитивно перење на пари, на пример, една од тие одредби, но некако да речам најлесен за прогон на овие луѓе каде што направиле проневери, финансиски прецени, стење тендери, давање провизии, земање провизии така натаму, се во тој член 353 од членовите од ставовите од 1 до 4. И затоа не чудете се кога гледате дека има хаос во СДСМ, сега има тепачка општа од тоа што јас го слушам од партијата внатре, да се дојде во некој од тие 25-26 добитни места од прилика, тоа се проекциите, меѓу 23 и 30 пратенички места за СДСМ. А во моментов вие луѓе кои што направиле сериозни кривични дела, според мене, имате над 70 во СДСМ. Не можат сите да се спасат Ќе дадат курва. со пратеничкиот. Па сега ќе видиме тука, знаете како, имате еден друг проблем. Во обвинителството вие имате човек на ДУИ во организиран криминал. Во основното јавно обвинителство во Скопје имате луѓе кои што се докажани, не се членови, но се влюбени во СДСМ. Тие луѓе се можеби уценувани, рекетирани, застрашувани. Ќе замижат? Па дали ќе замижат, дали ќе се прават на тошо што велиме народно, или пак ќе се обидат да направат нешто друго, да го прогонуваат ВМРО дека на власт, е нешто што ќе го видиме дополнително, но се е во игра. Американците најавија што мене ми пречи, господин Мировски, да без разлика тоа што знаеш тоа се нашите стратешки партнери. Меѓутоа, дали е логично да нашиот стратешки партнер ни донесе, испраќа фермани, јас викам Катил фермани за тие што навистина заслужуваат, црни листи дека не се подобни за Америка или воопшто дека се криминогени. Од друга ситуација беше најавено и јас имам некои извори дека многу брзо звучни имиња ќе бидат апострофирани и од СДСМ и ДУИ. Го слушаме тоа, но и јас имам такви информации за четворица луѓе. Да. Сега се уште еден има еден што е, да речам, се само номинира со сериозни суми кои што се во оптек во врска со рек Битола, со летостопанство на Македонија, зборуваме за 80-90 милиони евра пари кои што одат преку таа, да речам, машина за перење пари. Но ако се вратиме на основното прашање дали САД има право да прави црни листи, знаете како, тоа си е право на Америка да си ги решава собствените Не го проблеми. спорувам, не го спорувам. И да го значи, спориме не е. зборувам како институција нивно- на систем. Имаш институции Така на е. систем кои треба да функционираат, да работат. Знаете што е проблемот овде? Дволичноста кај власта, кај СДСМ и ДУИ. Што тие, еве на пример за Рамез Мерко, се уште после, ми се чини дека беше објавено тоа во јули ланската година, значи поминале од тогаш 8 месеци, преку Министерството за правда немате поднесено до американскиот Министерство за Justice, како се вика, за правда. Значи немате поднесено барање за меѓународна правна помош, така се вика тој институт правен, каде што велите жалба да се обжали. не жалба, не е жалба. Тоа е барање да ви се дават информации поврзани со кривични дела во Македонија за Мерко на пример. Да. Зашто вие го гоните? Зашто ние го гониме? За Рамен Мерко има 34 кривични пријави, најголем дел од нив со укинувањето на тој Исто став. како образложение за кои дела се Не, тоа е за соработка. Америка е стратешки партнер, да, така, да. и вие имате информација, јас велам официјално. размена на информации, да. Кажете нешто, значи не побарала правда никаква информација од Вашингтон за Дури дека Рамез Мерко. демантира дека судскиот совет преиспитал случај дека не е ништо опасно, дека е се окей, дека Рамез Мерко е чист, праведен, правичен. Добро, тоа не може никој да го демантира. Вие имате 34 кривични пријави, таму ситуацијата најголем дел од нив сега застареа со смените на кривичниот законник. И тоа суштински е дека САД си има право
да си ги решава собствените работи, видите, таму таа црна листа, да речем, имаме доста интересни Ајде, прашања да поведете, оставиме поведете, адакта Рамис Мирко, бидејќи се докажа дека е инкриминиран. Што правиме со изборите? Не очекуваат сега до 8 март да се соберат 10 по 10.000 подписи. Ја ги нареков историски. Не на Шекспирова да се биде, или не на вистина да се биде. Оти без ови, ако ги утнеме овие избори, Македонија натаму ќе биде заробена држава, држава затворена конзерва, држава која го изгуби својот идентитет, својот достоинство и се она што значи македонско, под плаштот на еден човек кој дефинитивно покажа дека е абсолютистички настроен, тоа е Али Ахмети, кој после Тито е најмногу со мандат на владење и раководење во Македонија. Сега имам тука неколку забелешки на прашањето, како гостин се разбира, некако како новинар. Прво, не е само Али Ахмети. Али Ахмети... 22 години. Не, зборувам за... Не, за што мислите? Кои се луѓето кои што ја донесува Македонија во ваква понижена ситуација? Али Ахмети е само еден од нив. Меѓутоа, одеа под стапките на Али Ахмети. Како кажа, ќе продолжиме исто како и досега. Да, како и досега, тој кажа на изјавата на Ковачевски. Тоа се кажува. Значи, знаете како, Али Ахмети секогаш си водел, да речем, собствена политика, собствена агенда, пред се врзана за правата на албанците во Македонија. Мисионерство. Тоа е нивна реторика, во ред мисионерство, може да си го нарекуваат како сакаат. Суштината е дека тој се борел за албанците во Македонија да добијат поголема улога, поголема функција, поголема моќ, поголеми права и така натаму. И во тој дел, извинете, ама тоа си е легитимно. Прашањето е кој нема му дозволил. Дали Али Ахмети можеше од 2016-17 година да го прави тоа што го прави сега? Дали неговиот внук тогаш купи во центарот на Скопје, не купи, условно речено, еден денар доби 10 милиони евра вредност во трговскиот центар Соравија? Дали можеше тогаш да се вработуваат? Сега имам информација дека во Гостивар, вчера, например, во една државна, приватна компанија со државна златна акција Телеком, се вработени 10 албанци во салон на Телеком. Знаете, тоа е, некој нешто ви дозволил и затоа вината јас не ја барам кај него, ја барам кај Зоран Заев, кај Ковачевски, кај Маричич, кај Битичи, кои што му дозволија Али Ахмети да си наметнува негова партиска агенда и ние да бидеме сите заложници на дуј. Да, цело време се води таква реторика дека ова политичка гарнитура која претендира да земе власта, рече додиме каква е ситуацијата со политичката, со како е моментална политичката карта и рейтингот со партиите, даден од Христијан Мицковски, господин Мировски ќе додаде со новите сознанија дали ги има. Одиме со Мицковски. Последните бројки веќе кога инсистирате се дека ВМРО ДПМН е некаде помеѓу 23-24%. СДСМ е помеѓу 8 и 9%. Демократската унија за интеграција и условно кажано обединетата опозиција албанска се тука некаде изеначени помеѓу 6 и 6,5%. Политичките партии Левица и Знам се отприлика некаде помеѓу 3,5 и 4%. Отприлика тие се бројките кои што се последни, кои што ги имаме најнови. И затоа реков дека разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е повеќе од 2 пати, бидејќи дури 2,5 спрема 1. Дадовте на оценка дека ВМРО има тешка задача, тоа е да се врати до вербата кај народот. Како ќе го направи тоа ВМРО? Имајќи факт дека бројот на неопределените се поголем, стравот е присутен. Еве слушнав информација дека од 1 март се одмрзнуваат цените. Оваа гарнитура ДУИ СДСМ натаму претендира да освои власт. Каде е васета? Каде е вистината? Каква ќе се организира и ВМРО да го натера граѓанинот да излезе да гласа? Од една страна е многу тешко да се врати надежта, од друга страна е многу лесно. ВМРО ДПМН треба само да ги почитува основните политички постулати на било која нормална политичка европска партија. Значи, да не краде, да не лаже, да не манипулира, да не злоупотреба државни ресурси, да не врши притисок врз медиумите, врз судските органи, правосудните органи, така натаму. Многу едноставно, луѓето се толку многу разочарени заради што не гледаат никаков напредок, не гледаат никаква вредност во тоа што го прават сега СДСМ и ДУИ. И од тој аспект,
улогата и на Мицкоски и на ВМРО-ДПМН е многу едноставна. Треба да се однесуваат нормално, за да луѓето видат дека во државата има и нормални фактори кои што размислуваат за нив. Да. Бујар Осман едно време на изјава, јас се повеќе пати ја коментирав, вели, не сме, што мислите да се има се македонско обединување? Тој беше толку неуплашен, толку беше живчено настроен, дека тоа никако таа идеја не сме да постои. Тоа е многу опасна идеја. А од друга ситуација видовме дека мојот драг пријател, и сигурно и вашиот амбасадор Одабич напиша една колумна која вели дека Бујар Османи 5 пати ја спасил Македонија од бришење, од непостоење. Рече, дайте ми го слайдот на Бујар Османи за околу предлогот на за бугарскиот диктат, каде што вели дека да, ова е за еден нивни портал близок на СДСМ Едуј. Внесувањето на бугарите во уставот е бил нашизум. Османи тврди дека предлогот на уставните промени дошол од македонска страна. Морам да брзам со времето, затоа сакам што повеќе прашања да имам, да ви поставам. Како го дефинирате се тоа? Од друга страна ги третира дека се овие русофили, овие се европско профилирани, се мисли на ДУИ и СДСМ, и се создава не друга перцепција кај народот. Па не се согласувам дека се создава друга перцепција. Народот е многу умен. Јасни. Па народот знае дека првата компанија што требаше да прави ревизија на Бехтел НК беше на Хрватска, но со руски луѓе блиски на Кремљ и на Путин, на пример. Народот знае дека донатори на ДУИ сега соработуваат со руската компанија Лукойл. Народот не пие нафта, народот знае точно дека ДУИ се тие кои што шурувале со руски бизнисмени кои што увезуваа преку Бугарија нафта за Македонија, дизел за електраните и така. Зошто ви го поставам прашање? Бидејќи во јавните мислења, јавните сондажите на гласот на народот на другите телевизии кои што гледам, има дали резигнирани, се вика ние ќе гласаме за албанските партии, за албанскиот представник. Зошто е тој, да речем, таков синдром на самоуништување? Демек, нема да гласаме за инат и не сакаме ВМРО да дојде со цел да има еден потоп во државата. Зошто е таа скепса? Зошто тоа е, да речем, самоуништувачки синдром? Искрен да бидам, кај секој народ има луѓе кои што имаат самоуништувачки идеи, тоа не е спорно. Во секој народ има луѓе кои што се купени или се подплатени за да прават едно или друго. Во секој народ има луѓе што се разочарани. И јас за среќа вакви луѓе како ви што кажувате не сум сретнал до сега, а околу тоа зошто ВМРО-ДПМН не е омилена партнерска страна кај ниту еден фактор и во државата и надвор од неа. Вие гледате кој од соседите, освен еве Вучич Србија, сака да го види ВМРО-ДПМН на власт во Македонија. Па ако сакате од стратешките партнери, голем дел од Зошто е стравот? Па затоа што ВМРО-ДПМН е единствена политичка партија која што води автентична, сега излегов дека како адвокат на ВМРО-ДПМН, меѓутоа факт е дека кога не го сакате некого се плашите од него, затоа што ќе води политика која што ќе биде некаков баланс меѓу интересите на народот, на граѓаните и интересите на, еве на пример, НАТО, каде што ние сме во моментов. Вие кај СДСМ и ДУИ немате таква компонента од интерес за граѓаните за народот. Само Мировски, гледам реконосно. Се обидувам најбрзо да што можам. А со оглед дека ќе поканам многу скоро во една друга дебата кај што ќе има уште некои колеги, во контекст на патните исправи. Навистина ме фаќа паника кога ќе слушам дека СДСМ го дерогира начинот на однесување на техничкиот премиер, дека господинот Тошковски прави се од себе да направи за добробит на народот, да им олесни, барајќи да се продолжи, да се донесе закон, да се изгласа, да се пролонгира тајминг, односно за една година важат старите патни исправи. Од друга ситуација видовме дека држави од Европската унија, како што е Хрватска, Австрија, Швајцарија, значи прават максимални велкам што вика добро дојде, значи ни да отварат порти и конечно имаме меѓународен договор, господине Момировски. Тоа беше Интермакордот. Членот 11-12 беше јасно дека Грција не смееше да го блокира македонскиот пат во евроатлантската интеграција. И тој не беше потврден од Грција, а меѓународен, подпишан од Бил Клинтон, од Ботес Гали, од Каролос Папулјас, од Стево Црвенковски. Зошто сега викате и викат СДСМ велат, базите ова не смее че се повреди договорот од Преспа и се тоа. Знаете како, апсурдно е ние се да го браниме договорот од Преспа, но мора да се знае дека сите последици по Македонија околу документите требаше да почнат да важат по почеток на првото поглавје во преговорите со Европската унија. Ние преговори не почнаме. Значи документите не смееше да бидат. Дали требаше Бујар Осман
да поднесе барање, да речем, до неговиот. Меѓу другото и тоа, доколку се советуваше со некој паметен човек и го прифатеше го мислење, меѓу другото, само сакам со примери два. Значи, прво, Македонија не смееше да ги менува договорите, односно личните исправи документи, заради тоа што не почнеме преговори со Европската унија. И втор момент, во ноември вие имате ситуација каде што Оливер Спасовски, кликата на СДСМ, го менува договорот за 400.000 образци и нарачува само 20.000. Тој е директен упад во структурата на системот на македонските институции и правата на граѓаните. Дали беше тој договор меѓу СДСМ и ДУИ интегрално меѓу поглавиците, да речем Ковачевски, Ахмети? Не ме интересира. Мене ме интересира дека Оливер Спасовски, како највисок функционер на СДСМ, свесно го прекршил тој договор и побрал анекс со кој што наместо 400.000 со кој што ќе се реши огромен број од проблемите, нарачал значително помалку образци. Тоа е за мене доволен мотив да верувам дека некој свесно сакаше да дојде до оваа ситуација со надеж дека ќе се префрли топката кај Панче Тошков. Јас после прашање господин Битичи, бидејќи сите имаме патна исправа во која на 4-та страница пишува дека овој пасош е собственост на Северна Република Македонија. А рече си, гарантирам дека 99%, ако не 99, 85%, поминавме во овие изминати години од 2018 екс момента до сега, низ границите на другите држави, преку граница да речем. И го имаме тој тој печат. Дали тоа е еден крунски сведок дека може да се користат документите? Па и примерот со Австрија, со Словенија, имаше средба, нели, Тошковски со нивните амбасадори, покажува дека имало решенија. Јас сум убеден дека СДСМ пред се не сакаат да го решат проблемот на време. Било кој нормален човек, уште лани во август, кога имаше ерупција на проблеми од овој тип, ќе го решаа проблемот. Тие за жал свесно не внесува во оваа криза. Знае ли дека ќе изгубат и да направат голема штета на македонскиот народ? Јас така мислам, од прилика некоја варијанта. Се надам дека ќе најдеме простор околу 3,5 минути една оценка за председателските избори, која е ова се почеток на се тоа. Дали може да се случи и дали треба да се случи бирање на председател во собранието, како што беше предлогот на Али Ахмети и неговиот сонародник, да речам, Таравари, кои за мене секогаш ја знам дека со иста реторика, со иста ментална матрица размислуваат, тие не се како СДСМ и ВМРО малци спредставени, тие работат по својата може директива. Да се случи, јас ќе речам, може да се случи, треба да се случи, но доколку не се за таа седница од собрание се бира и председател на ДУИ. Ако е за тоа подготвена ДУИ, нема проблем, еве јас како новинар, сега личен став, да бирам собранието председател на ДУИ и нека се бира потоа председател. Се разбира, се шегувам. Се работи за обид за манипулација на ДУИ на нивните гласачи. Дали ќе успее, не знам, тоа се нивна работа, меѓутоа во суштина единствениот народен претставник што во моментов се бира на директни избори е председателот. Ако и тоа се бира преку некакви посредни канали во собранието, ние веќе немаме посредна директна демократија во Македонија и треба можеби да размислуваме за монархија во државата. Затоа велам, не би ни коментирал понатаму, смешни се овие обиди на ДУИ да добијат некои политички поени. Дали тоа е повод македонскиот народ да се интегрира, да заборави на политичките партии и презнакот, дали е лавче, дали е петокрака или како да е Македонија пред се, да се избере македонски председател. Ова е ставот на народот, го слушам по разни форуми. Знаете што, народот си е умен, си е паметен, си знае од каде доаѓа најголемата опасност и знае од каде може да дојде, каде има потенцијал да се надминат овие опасности. И затоа не би правил се, не сакам кампања да водам за било кого. Сакам нешто да спомнам. И јасно е дека за сите Гордана Слијанска Давкова е кандидат кој што сигурно ќе победи, тука веќе немаме никакви делими, анкетите тоа го покажуваат. И сега тоа што се случува да ја напаѓаат сите заедно во група, не само ДУИ, и Левица, и СДСМ, сите ја напаѓаат Давкова, и јасно е дека за сите нив проблем е... Колку е тоа бенефит за Македонија и незиниот опстанок? Ако се внатре македонските кругови се напаѓа лик кој е добронамерен и народот го прифаќа. Кој што не е корумпиран, кој што нема направен никаков криминал, кој што нема добиено никакви бенефици од државата, интелектуално се разбира, да. Докажана, да речам, македонка, и сега гледаме дека јас сум шокиран од нападите на Левица кон Давкова, например. Што значи тоа дека подобар е кандидатот на СДСМ Пендаровски или Бојар Османи е подобар? Навистина шокиран, но мислам дека македонскиот народ, граѓаните генерално се умни, дека ќе знаат да изберат точно тоа што е најдобра опција за Македонија. Не велам дека сите проблеми ќе исчезнат одеднаш, меѓутоа овде барем имаме надеж. Ќе биде доста бурно, интересно, ние ќе се гледаме натаму, мене ќе биде задоволство да минете мој соговорник.
И да сакам многу добро здравие и успех. Благодарам во за работата. поканата, убаво интервју. Четувани беше Горан Мемировски. Колега мој, говорихме за овие интересни и существени работи. Не остануваме на овие простори, вакви, како што се ваков формат. Ќе разговарам исто за тема и во наредните емисии. Бидете ми живи, здрави. Верувам дека го задржаме вашето внимание. Се гледаме во петок во вечерниот магазин со Слободан Томич. Пријатен вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.